Обвинителството кое го води човекот над чија глава седеше братот на Али Ахмети се согласи Асмир Јаховски да не оди во шутка. Иако станува збор за сомнежи за криминал со мазут од речиси 170 милиони евра, обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција решило да се согласи да го промени своето барање и наместо затворски да предложи куќен притвор за собственикот на Путско Петрол. Она што фрла сомнежи дека политиката вмешала прсти во ваквото сценарио е што прв обвинител за гонење организиран криминал е Ислам Абази од Мала Речица, сосед на лидерот на ДУИ, партија од која пратеник е Исмаил Јаховски, таткото на Асмир. Во однос на осомничениот АИА по произнесување на осомничениот пред судија на претходна постапка, јавниот обвинител се согласи за промена на предлогот за определување мерка притвор со предлог за определување на мерка куќен притвор, што беше прифатено од судијата на претходна постапка. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека е шокиран од информациите за притисоците околу овој случај која разгневи јавноста, а кои почнале пред 2 дена кога се открило за акцијата на Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност. За мене се алармантни информациите кои што ги добивам, кои што се поврзани со однесувањето на прв човек на едно обвинителство кога слушнал за акцијата. Навистина, сум шокиран како се однесувал тој човек и како продолжува да се однесува. На нив не им е местото таму. Ако сака да бидат дворско-партиски забавувачи, тогаш нивното место не е во обвинителството, е во оние големи хациенди кои што се изградени во Западна Македонија. Мицкоски порача дека ќе мора да одговараат сите кои што се богателе со милиони евра на грбот на македонските граѓани, користејќи недозволиви материи со кои го загрозувале уставно загарантираното право на живот. За овој случај во шутка завршија собственикот на компанијата РКМ Радко Капушевски, неговиот партнер Ерџан Сулковски и поранешниот секторски директор во ЕСМ Ардијан Муча. Притвор беше побаран и за поранешниот директор на македонските електрани Васко Ковачевски, но тој е во бегство од државата. По одлука побарањето ќе биде донесено кога ќе биде достапен за органите.